Изградбата на водоводот, канализацијата и личното осветлување во општина Битола од година во година е во слободен пат. Имено, во 2013 за оваа намена беа потрошени нешто над 3 милиони евра. Во 2014 скоро 2 милиони евра. За минатата 2015 година да ја завршиме со мизерна инвестиција од околу 1 милион евра, што е 50% од планираното. Овие катастрофални податоци секако не се новост за жителите на општина Битола, бидејќи тие секојдневно се соочуваат со скопаните улици, со недоволниот притисок во застарената водоводна мрежа, како и со повремените поплави кои што се јавуваат заради несоодветната канализациона инфраструктура. За жал, јавните предпријатија, локалните јавни предпријатија во општина Битола, мува не ги ласи. Нив им е поважна сопствената благосостојба, отколку решавањето на проблемите, комуналните проблеми на жителите на општина Битола. Имено, сите се сеќаваме дека водовод побара доби зголемување на цената на водата од над 70%, меѓутоа не сака, не знае или не може се уште да ги смени ни преостанатите 19 километри азбестни водоводни цевки. Слична е ситуацијата и со јавното предпријатие Нискоградба. Тие побараја и добија зголемување на цената на нивната услуга од скоро 100%, меѓутоа и понатаму ги го толерираат присуството на над 100 годишните турски герези во составот на битолската канализација. Единствено јавното предпријатие Комуналец не побара и не доби никакво зголемување на цената на услугата. Меѓутоа, за тоа немаше ни потреба, затоа што знаеме. Јавното предпријатие Комуналец и понатаму е миленичен на општина Битола, затоа што секоја година на име на одржување на јавната чистота и зеленило од општината Битола добива ни помалку ни повеќе половина милион евра. Почитувани, во изминатите 11 години локалната власт, предводена од господинот Владимир Таваревски и ВМРО ДПМН, изгради само неколку кружни текови и ништо повеќе. За жал, ќе останат запаметени по комуналниот хаос и зголемените сметки. Благодарам.